Без грам политика, партиски ознаки и без промоција на актуелната влада, без ниту една буква за ВМРО-ДПМН, ниту за СДСМ, туку видео во кое се слават заедничките културни и спортски успеси на сите македонци, без разлика на верска и политичка припадност. За прв пат, после долго време, во логото го има изборот Македонија, нешто што минатата влада го избегнуваше. Сепак, СДСМ без било какви издржани аргументи почнаа да фрлаат со дрве и камења по него. Дел од експертите реакцијата на СДСМ ја толкуваат како длабока фрустрација предизвикана од тоа што партијата тоне во опозицијското столче. Без кој што не ги тангираше, не ги навреди на никој начин, не ги нападна, не беа испровоцирани никако. И тука се обидуваат со сета сила да најдат проблем, да се во согласност со нивната нова пропагандна политика да се плука на се да се реагира како мали деца кои што не ја добиле играчката, кои што не се на власт и не можат да се помират со тоа, еве најде и тука проблем да се бунат. И не се само критиките, туку СДСМ се дозволи целосно да се ја присвои по новата македонска историја, велејќи дека за секој успех била заслужна нивната партија. За Чилиманов тоа е апсурдно затоа што токму оваа партија во 90-тите години беше таа што не дозволуваше Македонија никогаш да не се одвои од поранешна Југославија и да стане независна, самостојна и суверена држава. И покрај ова, и покрај сите мани од минатото, тогашното СДСМ и таа политичка постава, според него, е светлосни години пред денешното СДСМ. Познато е како под силен притисок на јавноста беа влечкани кон тоа да прифатат независноста, да се сеќавам на референдумското прашање, на изјавите на нивни видни министри во тоа време дека се против независноста, како Денко Малевски, така да воопшто не е дека тоа е нивна заслуга исклучиво и единствена. Дури и тоа СДСМ беше светлосни години пред денешно, во кое што како да му е преголем товар независноста на Македонија со сите огради и ограничувања кои што ни ги наметнаа во односите со соседите кога беа последен пат на власт. Па дури и таа независност што имаме сериозна пречка, сериозен проблем, како едва да чекаат да дадат на некого, да ја препуштат некој друг да ја контролира државата и да ја води. Реакцијата на опозицијата покажа дека опозицијската СДСМ е фокусирана само на црна кампања, па дури и таму каде нема никакви аргументи, да се критикува и напаѓа се што има врска со оваа влада, па дури и проекти ослободени од партиски символи или само величање на власта.